На пат за Витлеем. Може би го имате гледано филмот Адвокатот на ѓаволот од 90-тите години и таму една точка ми беше кристално јасна. Имено, сатаната не присилува на грев. Наместо тоа, ние избираме да паднеме во искушение и грев. Во црквата, исто како и во општеството, имаме некои правила кои треба да ги следиме за да живееме добар, чесен живот. Едноставно кажано, постојат работи кои треба и кои не треба да се прават. Повеќето, ако не и сите, се заснуваат на 10 Божји заповеди. А зарем Бог не го направи истото и во рајската градина, кога им заповеда на Адам и Ева да не јадат од плодот на забранетото дрво? Тој јасно го кажа правилото, а сатаната со својата итрина лукавост ја убеди Ева да јаде од плодот. Тој не ја принудил, туку Ева сама одлучила да вкуси од плодот, и тоа поради привлечните зборови на сатаната, кои за неја биле навистина неодолливи. Токму и затоа одлучила да не го послуша Бога. А ние секој ден треба да ги молиме Христовите зборови на кои не научи во Господовата молитва. Секојдневно треба да молиме од нашиот Господ да не воведува во искушение. Но дали ја препознаваме силата на овие зборови? Дали ја сваќаме важноста како ја користиме нашата слободна волја, нашите одлуки и избори? Да го следиме Бог или нашите собствени желби? Дали сваќаме дека ние, и само ние, се осудуваме кога правиме грев? Сите ние имаме одлуки во животот, некои се прилично лесни, а други се многу и тешки. Меѓутоа, кога молиме и постиме, нешто што и треба да го правиме поинтензивно за време на Божитниот пост, за да се подготвиме за рождеството на нашиот Господ, треба да молиме и да посакуваме сила, за да донесуваме правилни одлуки во животот, да ги одбегнуваме искушенијата и да работиме на тоа и на другите да им биде добро како и на себе си. Токму ова е и причината поради кој црквата го препорачува или го пропишува постот, да ни помогне да се детоксицираме или да се очистиме од нашите земни желби, застои и склоности. Христос се роди за да не спаси. Стана човек да не испави од одлуките, од погрешните избори, во кои ги следиме собствените желби и искушението кој ни се нуди наместо Бога. Чекориме во пресрет на празникот Рождество Христово, ќе го пречекаме младенецот Христос во светот, возвикувајќи Христос се роди, но не како споменот пред 2000 години, туку како жива реалност која постои во нашите животи. Но затоа треба најпрво да се фокусираме на одлуките што ги донесуваме во нашите животи. Преку молитвата и постот стануваме поблиски до Бога, стануваме повеќе во согласност со Неговата волја. И ние, се надеваме, стануваме тогаш неинтересни за искушенијата. Да молиме повеќе и да размислуваме овие денови, за да можеме подготвено и достојно да го примиме нашиот новороден цар, кој дојде да не откупи. Но исто така, мора да запомниме дека треба да го избереме откупението наместо искушението. На пат за Витлеем.